По 8 години исчекување од завршувањето на изградбата, спортската сала во дворот на училиштето Крсте Петков Мисирков во Оризари би требала да добие систем за затоплување. Иако беше предаден во употреба, објектот се уште ги нема сите услови за нормално користење. Поставените радиатори и другата придружна инсталација досега не проработеа. Системот за затоплување не може да се стави во нормална функција, затоа што не е обезбедена печка за загревање, ниту пак котли во кои би се сместиле потребните количини нафта. Со тоа во прашање е доведено нормалното изведување на наставата за учениците, но и граѓаните или спортските здруженија со потешкоти за рекреативни потреби можат да го користат објектот. По изградбата на салата беше направено испитување на постоечката печка во училиштето и е утврдено дека таа нема капацитет да ја покрие и спортската сала. Од општинската администрација, која е основач на училиштето и во чија надлежност е и овој објект, по изградбата немаа конкретен одговор зошто додека се градел објектот не било планирано како ќе се затоплува, за да може во сумата да се вкалкулираат и трошоците за набавка на печка и котли за нафта. За решавање на проблемот, дури сега почнуваат активности во локалната самоуправа. Ке се аплицира до Бирото за регионален развој во рамки на објавениот повик за доделување средства за финансирање проекти за развој на селата од програмата за рамномерен регионален развој за оваа година со индикативно планирани средства за 2024 година. При тоа од општина Кочани изразуваат подготвеност согласно критериумите во повикот кофинансирањето да биде во износ од 50% од вкупниот буџет на проектот. Веќе е поднесено барање за согласност до Советот на општината, кој треба да донесе одлука на седницата закажана за понеделник. Подолг период во Кочани е присутен проблемот со недостиг од сообраќајна сигнализација, односно знаци, патокази, па и информативни табли, што на возачите и на другите учесници во сообраќајот им создава потешкотии. Ова особено е изразено за лица кои доаѓаат за прв пат во Кочани, а се жители на други населени места. Состојбата е карактеристична и за централното градско подрачје, но и за локалните патни правци. Патоказите и знаците се во исклучително мал број, а и оние што се поставени пред повеќе години можат да создадуваат забуни. Пример за тоа е патоказот во Стришани, кој означува излез кон Скопје или правец кон Пониква, а е поставен нестандардно високо, поради што тешко се забележува. Дополнително пак, за возачите кои се враќаат од планинскиот центар на Пониква, кај Стришанска чешма нема никаква информација дали да продолжат десно или лево за да излезат од градот. На една од последните седници на Советот беше упатено советничко прашање во форма на сугестија до општинските служби да реагираат побрзо. И прашање некои насоки, значи како две прашања како едно, значи да се со новите кружни текови излезот на Кочани кај што е, да се ако може службите дали мислам дека преку службите треба да се обезбеди соодветна хоризонтална и вертикална сигнализација, пошто се уште е некој хаос постои на кружните текови, особено во Стришани, и на излезот од Кочани кај што се дели према Штип и према Подлог, нема насока на која страна се оди Скопје, на која страна е Штип. На излезот од Кочани кон Штип и Скопје, ниту на кружниот тек кај хотелот Национал, ниту пак неколку стотини метри подолу нема информација кој правец каде води. Слично е и на кружниот тек на влезот во Кочани по исклучувањето од експресниот пат. Поради тоа, често се случува возачите по грешка да завршат пред портите на некоја од фирмите во зоната лесна индустрија. Препуштен сам на себе, оставен без корисници или одговорно лице, во сериозна фаза на распаѓање е културниот дом во селото Градовци. Првичниот поглед од патот што поминува покрај објектот веднаш укажува на неговата запуштеност и уништување. На влезот гледката е уште поразачурувачка. Искршени стакла на прозорците и вратите, расфрлан инвентар, оштетени ѕидови, кров што протекува, искорната електрична инсталација, уништен тоалет, вистинска хорор слика што може да се види внатре. Зградата што пред многу децении заеднички и со сопствени средства ја градели жителите, од пред 10 години е во надлежност на општина Кочани. По неуспешниот обид на тогашната локална власт да ја даде на комерцијално користење, таа дојде до очајната состојба во која сега се наоѓа. Обидите на други заинтересирани поединци да добијат простории под наем завршија без успех.
Резултатот од несериозното и неодговорно однесување е видлив. Ламинатот и другата опрема во просторијата за состаноци се сериозно оштетени, а големата просторија што некогаш се користела и како киносала, постепено прераснува во мини депонија. Новогодишната елка што празнично стоеше на сред село, сега е скршена и извиткана, лежи на подот како потврда за општата негрижа. Објектот зја е празен, а местната заедница од Грдовци нема просторија за да одржи редовен состанок. Ниту пензионерите или пак помладите жители немаат своje катче каде би можеле да се дружат. Обштествениот имот се распаѓа, а ако не се преземат итни мерки, со текот на времето му се заканува целосно исчезнување. Кочанските полициски службеници ја потврдија својата хуманост, особено кога е во прашање крводарувањето. Редовно организираат по 3 годишни акции, а веќе се одржа првата за оваа година. Вообичаено, акциите се успешни, со оглед што меѓу вработените во полициската станица во Кочани, без оглед на половата припадност, има голем интерес за дарување крв. Потврда за тоа е што овде има повеќекратни дарители, кои по 60 и повеќе пати се вклучувале во акциите и се меѓу најдобрите во општината. На првата крводарителска акција за оваа година имаше 23 крводарители. Имаме и првократни дарители на крв, а секако дека таа бројка е многу помала во однос на оние редовните крводарувања, но да се надеваме дека преку овие акции што ги спроведуваме ќе поттикнеме и многу наши колеги кои што сега ги имаме и помлади во полицијата да станат крводарители. Вработените во полициската станица во Кочани се меѓу најактивните во Министерството за внатрешни работи на планот на крводарувањето. Потврда за тоа е што во изминатите години целосно се исполнува годишниот план, па дури и се надфрла за 10%. Првата крводарителска акција за оваа година во Кочанската полициска станица се реализираше во соработка со Институтот за трансфузиона медицина и Црвениот крст од Кочани. Од пред 8 години полицијата почна да организира посебни акции за крводарување и во нив учествуваат само вработените, за разлика од претходната практика кога имаше можност да се вклучат и други граѓани. Библиотеката Искра со своји активности се вклучува во одбележувањето на Меѓународниот ден на жената 8 март. По тој повод ќе организира и саем на книгата. Според најавите од библиотеката, на 6 март в понеделник, по повод Денот на жената ќе се одржи 8-мартовски саем на книги. Своји дела ќе изложи издавачката куќа Сакам книги. Љубителите на пишаниот збор ќе имаат можност по сакуваните книжевни наслови да ги набават по саемски цени. Од библиотеката Искра потсетуваат дека книгата секогаш може да биде пријатно изненадување, убав и уникатен подарок за секоја жена, а повод за тоа е токму и празникот 8 март.